Добар ден и од мене, драги пријатели, и добро дојдовте во денешнава рубрика Прашања и одговори со Јосиф. За оние кои што можеби по прв пат се среќавате со мене, сите прашања кои што сакате да ми ги поставите, може тоа да го направите преку каналите на социјалните мрежи. Како коуч Јосиф може да ме најдете. Стигна од Димитар кој што прашува зошто истегнувањето се препорачува како составен дел од вежбањето и колку долго треба да трае откако ќе завршам со тренинг. Димитар, искрено и јас имав проблем со истегнувањето и ме мрзи да се истегнувам после вежбање, но сега веќе знам дека е многу важно и за одговорот на твоето прашање го најдовме правиот човек и одговорот во iStretch.mk, но затоа погледни го видеото кое што не следи во прилог. Додека вежбате, градите сила и тензија во мускулите. И ако не ги истегнете, не ги олабавувате, така што со тек на време тие ќе останат позатегнати и позатегнати. И ќе се загуби од флексибилноста, а тоа доведува до болка што многу луѓе ја чувствуваат во грбот и вратот. Што се однесува до време траењето на стречингот, треба да изнесува половина од време траењето на тренингот. Ако вежбате 1 час, треба да се истегате 30 минути. Многу јасно кажа Нейт како тоа треба да изгледа и за мене беше на почетокот чудно, но дефинитивно после неколку третмани, односно правилни истегнувања, веќе ситуацијата е многу подруга и кај мене, затоа што порано многу често имав проблем со вратот, да не можам да се завртам до крај, баш поради тоа што ме мрзеше да се истегнувам после вежбање.